Благодарам, председателе. Почитувам колега Сугаревски. Прво, вие не основа на интерпелацијата, велите прекршен устав, прекршен деловник. Ќе тргнам прво од уставот. Член 8 став 3 владење на правото. Воопшто не е скршен уставот, согласно овој член, заради тоа што председателката на ова работно тело не ви го ускрати правото, бидејќи на 33-та седница и на сите нејзини продолженија зборевте по пола саат и пол, зборувавте за се и се што најмалку за универзитетот, најмалку се зборуваше за образованието. Ова е вистина. Чиста вистина дека по овој член од уставот не е председателката него има прекршено. Ако некој го прекршил уставот, тоа сте вие, односно членот 8, владење на правото, ви го дава членот 2 од овој устав, кој вели граѓаните на Република Македонија власта ја остваруваат преку демократски избрани представници. По пат на избори, референдуми и така натаму. Значи, вие сте тие, односно граѓаните, дел од граѓаните ви дале легитимитет да владеете со тоа право во собранието. Вие бевте отсутни 15 месеци во Комисијата за образование. И како сакате вие да владеете со правото, со неработење, со неучествување на скоро 50-60% од работата на оваа Комисија за образование? Изгора на се да барате интерпелација на председател. Смешно. Истиот овој член 8 став 3 од уставот мене, вам, на било кој пратеник овде присутен, ни дава право да дадеме одреден предлог, идеја, прашање за работа, за работење. Согласно деловникот, член 128 став 1 и став 4, председателката Олга Најденовска и било кој председател на било кое работно тело е должен да го стави на гласање. Што значи дека ниту устав, ниту деловник е прекршен. Намерата беше да се донесат, односно да се изработат поднесените 1000 амандмани кои што вие ги поднесовте. 10 минути ви биле малку, еве јас ќе кажам дека 2 минути ви се многу за образлагање на еден од вашите, односно на вашите 1000 амандмани. Претходно кажавте дека се поминати 1000 амандмани на некоја од комисиите на Законот за нотаријат, меѓутоа таму можеби амандманите ви биле квалитетни. Овдека говориме, еве пример ќе дадам, сте поднеле 103 амандмани за униформата, односно за копчињата на униформата на питомците, дали да биде горе, доле, лево, десно копчето, дали да биде во црвена или во сина боја. Дали е ова сериозен пристап кон поднесување амандмани, квалитетни амандмани за да го подобрите текстот на овој закон? Мислам дека сте крајно несериозни и работата генерално на 33-та седница и на сите нејзини продолженија ја спуштивте под нивото на секое човечко нормално однесување. Ви благодарам.